Драги браќи, ова утринска неделна богослужба со песната број 284. Песната број 284. За Спасител ќе пеам колку тој засака и на крстот пострада сам, мене да ме оправда. Целата песна. Ќе станеме да се помолиме. Господе Боже и Татко наш небесен, ете пак
дојдовме за да пееме за Тебе. Да Ти благодариме, Господи, за тоа што си дозволил да дојдеме, си ни дал здравје и живот, да може, Господи, да ги посетуваме богослужбите, да се поучуваме на нив, да пееме, да се молиме, да го слушаме гласот Твој, да бидеме поблиску и поблиску до Тебе, бидејќи во овој свет е опасно, Господи. Сатаната дебне на сите страни. Помогни ни да се чуваме. Дај ни мудрост, да знаеме како да се однесуваме во животот и како да ги согледуваме опасностите однапред и да ги избегнуваме. Со Твоја помош, Господи, преку силата на Светиот Дух, Ти биди со нас преку целиот наш живот. Благослови ги сите собирања на секаде по светот. Сите браќа и сестри, познати и непознати, знаеме дека еден ден сите ќе бидеме заедно при Тебе, ќе бидеме едно стадо и еден пастир. И нас тука не благослови, Господи, колку и да сме малку, сепак ако сме во Твоето име соберени, Ти ќе бидеш помеѓу нас и ќе се прославиш. Ти си ни обетил, Господи, дека ќе бидеш со нас. Затоа Ти благодараме, се оставаме во Твоите раце, води ги мислите наши, води не, Господи, дај да може срцата да ни се ослободат, да го почувствува Твоето присуство и Твојот нежен глас, како ни зборуваш и не поучуваш, како од таткото децата своји. Во името на Исуса Христа, биди со нас. Амен. За оваа богослужба ќе го имаме текстот од посланието на Галатјаните, 4 глава, 21 до 27 стих. Галатјаните, 4 глава, 21 до 27 стих. Словото ни вели вака: кажете ми вие што сакате да бидете под законот. Зарем не го слушате законот? Зашто е напишано дека Авраам имаше двајца синови, едниот од слугинката, а другиот од слободната. Но оној што беше од слугинката се роди по тело, а оној што беше од слободната по ветување. А ова е речено стиковито: двете жени се двата завета. Едниот од Синајската гора кој раѓа за робство, а тоа е Агара. Бидејќи Агара значи Синајска гора во Арабија, а соодветствува на сегашниот Ерусалим и робува со децата своји. А горниот Ерусалим е слободен. Тој е мајка на сите нас. Зашто е напишано: развесели се неплодна, ти што не раѓаш. Воскликни и извикај ти, која не си искусила породилни маки. Бидејќи на поштената има многу повеќе деца од онаа која има маж. Толку словото. Сега предлагам да испееме втората песна за оваа богослужба. Песната број 307. 307. Не со молби и зборување, ни со песни животот ми е. Вечен живот ти си единствен, се во тебе имам, о Христе. Целата песна.
Ти си единствен, да даде Господ така да биде. Христос да биде се во се. И Тој да биде прославен преку целиот наш живот. Словото ни вели зашто е напишено. Апостол Павле се повикува на Светото писмо, односно Стариот Завет. Па цитира од пророк Исаја, 54 глава, 1 стих, каде пишува: Развесели се ти, неплодна, што не раѓаш. Воскликни, извикај ти, која не си почувствувала родилни маки. Зашто напуштената има многу повеќе деца од она која има маж, вели Господ. Ова е прекрасно ветување, што Бог го дава на својот народ Израел. Каде се наоѓа овој стих во книгата на пророк Исаија? Се наоѓа веднаш после 53 глава. А 53 глава може да се нарече Евангелие според Исаија.
Во таа глава пророкот ги запишал страдањата на Господ Исус Христос на крстот. И веднаш после тоа вели, развесели се. После се она што Господ Исус Христос го направи на Голгота. Ние имаме причина да се развеселиме, да се радуваме. Развесели се ти неплодна што не раѓаш. Во старо време било многу жално кога жена нема да раѓа. Тоа дури се сметало и за некакво проклетство. И самата неродилка се чувствува многу лошо. Таков бил случај и со Ана, мајката на пророк Самуил. И затоа она пишла во храм и се молела на Бога да ја даде деца. Библијата вели дека децата се дар од Бога. Овој текст од Исаја апостол Павле го применува на Сара и Агар. Кажува за два завета, за заветот на милоста и заветот на делата. Павле ја споредува Сара со заветот на милоста, со небесниот Ерусалим, со новиот завет. А Агара ја споредува со планината Синај и сегашниот Ерусалим, која раѓа за робување. Грешката на галатјаните била во тоа што тие биле родени од Сара, а сакале да ги одгледува Агара, односно законот. Како да тоа е како Божен, Сара не може да ги одгледа, туку мора некој друг да ја превземе нејзината улога. Тоа не треба да е така, зашто Сара, која ги родила своите духовни деца, може да ги изгледа до крај. Евангелието која ги раѓа духовните деца нема потреба од помошта на законот, за да ги одгледа до крај. Ако некој учи дека Евангелието има потреба од помошта од законот, тогаш што е лажен учител. На таа лажна наука апостол Павле многу силно се спротивставил, а и ние треба да се спротивставиме на тоа. Кога ќе сватиме каква улога има Агара, а каква Сара, тој законот и милоста, тогаш можеме да живееме во заслава на Бога и да носиме духовни плодови. Во Исаја 54:1 пишува за неродилка и за напуштена. Да видиме прво која е таа неродилка. Развесели се ти неплодна што не раѓаш. Апостол Павле ја има на ум Сара во посланието до галатјаните, а на која мисли пророкот Исаја. Прво се разбира дека неродилката е Сара. Кога Бог го повикал Авраам да излезе од своето родно место и да отиде во ветената земја, тој не отидел сам, си ја зел со него и жена му Сара. Тогаш Бог му ветил дека ќе го благослови, ќе подигне голем народ од него и дека преку него ќе бидат благословени сите народи на земјата. За жал, Сара била неродилка. И самата го кажува тоа. Но Бог им обеќал дека ќе имат син, дека потомството негово ќе биде како звездите на небото и како песокта на морскиот брег. И после 10 години чекање, Сара станала нестрплива и го наговорила Авраам да ја земе слугинката и она да му го роди ветениот син. Тој го послушал нејзиниот совет, мислејќи дека тоа е решението, бидејќи долго време чека, нема одговор од Бога. Но кога Агара забременила, се возгордеала и почнала да ја презира својата господарка. Сара пак станала љубоморна, почнала да ја угнетува и таа побегнала од неа. Бог интервенирал, таа се вратила и го родила Исмаило.
кога Авраам имал 86 години. Кога Авраам имал 99 години, Господ му кажал дека ќе му даде син од Сара. Тоа го читаме во 1 Мојсеева 17:16. Јас ќе ја благословам, ќе ти дадам син од неа. Ќе ја благословам и народи ќе потекнуваат од неа, и цареви на народи ќе излезат од неа. Тогаш Авраам се насмел, зашто човечки гледано тоа било невозможно за тие години. Но Бог му кажал да му даде име Исак. А тоа име значило смех, радост. Кога се родил Исак, Исмаел имал 14 години и почнал да го презира и да го прогонува. Тогаш Сара предложила да се истерат слугинката и нејзиниот син. Тоа Бог го допуштил и Авраам ги истерал, но со тага во срцето. На нас тоа ни изгледа како една обична фамилиарна драма, трагедија. Но апостол Павле овде гледа сликовита духовна вистина и вели, а ова е речено сликовито и ги представува двата завета, едниот од Синајската планина, кој раѓа за робство, а тој е Агара. А Сара подолу вели дека представува заветот на милост. Понатаму читаме: развесели се неплодна ти што не раѓаш. Тоа е сега охрабрување за Сара, дека Бог ќе го исполни своето ветување преку чудо, а од друга страна тоа е и укор, што она се обидела да го реши тоа на телесен начин. Но иако Сара погрешила, сепак Бог имал план за неа. Во Исаја 54:1 Бог сакал да го охрабри израелскиот народ, што во тоа време одел во Вавилонското робство. И ветува дека после тоа робство посебно ќе ги благослови. Така ќе биде затоа што Бог направил завет со Авраам, а тоа бил и завет за Израел, бидејќи Авраам е нивен татко. Затоа Бог по милост ги извадил од египетското робство, но тие не знаеле да го ценат тоа. Затоа Бог им го дал законот на Синај. Поради нивното нетрпение и неверство, тие склопуваат духовен брак со Агара, со законот. Бог го дал законот за тој да биде слуга, слугинка на Сара, а не да биде мајка на децата Авраам. Тоа апостол Павле јасно го вели во Галатјаните 3:24-25. И така, законот беше за нас воспитач во Христа, за да се оправдаме преку верата. А откако дојде верата, ние веќе не сме под раководство на воспитач. А што направиле евреите со законот? Исто што направила и Сара со Агар. Тие го злоупотребиле законот. Заборавиле на Сара нивната мајка, па ја присвоиле Агара за своја мајка. Со тоа го заборавиле заветот на милоста, а го прифатиле законот Мојсеев. Затоа 1500 години биле без духовен род, биле целосно неплодни, јалови. Затоа што законот не може да раѓа духовни деца. Меѓу нив имало многу малку луѓе кои се држеле на заветот што Бог го склучил со Авраама. Тие што се држеле за својата вистинска мајка Сара. Евреите мислеле дека се нешто специјално во Божите очи, затоа што Бог им го дал законот. Тие размислувале, така размислувале израелците. Ние го имаме законот, па што ќе не е Исус? Го отфрлиле
и го распнале. Тие мислеле дека може да се оправдат и осветат преку законот. Тие го држеле законот на незаконски начин. Тие си имале своја правда, а правдата што им ја дал Бог, ја отфрлиле. Божјата правда е Господ Исус Христос. Библијата вели, дојде при своите, а своите не го примија. Пророк Исаја поставува прашање: кој поверува на она што го чул од нас и кому му се откри силата Господова? Значи имало многу малку од оние што биле духовни деца Авраамови и Сарини. Поради грев отишле во робство. Но Господ им дал ветување со зборовите: развесели се ти неплодна што не раѓаш. Бог си имал свој остаток по милост и им вели дека ќе ги умножи во свое време. А во Галатјаните апостол Павле има на ум да ја охрабри црквата. Вистинската црква Христова е неплодна, не родилка. Затоа што правата црква не е во состојба само да раѓа духовни деца. Црквата е како Сара, не родилка. Она мора да чека на чудо од Бога, за да се родат духовни деца Божи. Сара имала големи неволи во својот живот. По една прилика била заробена од еден безбожен цар, Авимелех, од областа Герар. Сара представува заветот на милоста, односно црквата. Бог интервенирал, ја избавил од тој безбожен цар. Исто се случило и со црквата. По воскресењето на Христос, Бог го испратил Светиот Дух, тогаш се родила црквата и почнала да се множи. На почетокот, околу 300 години, црквата била жестоко прогонувана од 10 римски цареви, но и покрај тоа се множила и била силна. Но дошол на власт цар Константин, кој станал христијанин, и црквата наместо да напредува, била заробена 1000 години. Се венчала со многу безбожни цареви. Во тоа време навлегло јудејското учење, според кое црквата треба нешто да направи за да роди деца. И во тоа време се намножиле исклучително многу агарините деца, а не Сарини. Но Бог интервенирал, исто како кај Сара. На почетокот на 16 век го подигнал реформаторот Мартин Лутер, па и Калвин, кои почнале гласно да проповедат дека нашата мајка е Сара, а не Агара, дека се оправдуваме преку гола вера во Христа и неговото довршено дело на Голгота, а не преку делата на законот, како што учело во тоа време црквата. И Бог направил чудо. Целата Европа да биде зафатена со реформација. Во тој мрачен период од 1000 години, Бог постојано си имал свој мал остаток, кој бил презрен од агарените деца, кои проповедале дека спасението е поделено. Секогаш кога црквата ќе го заборави заветот на милост и се врати на законот, на делата, за да се оправда или посвети, или да се одржи на духовно ниво, тога станува неродилка, нема деца како Сара. Во човекот има склоност да се потпира на своите дела, на своите манипулации, на својата самоправедност. Се додека така мислиме и правиме, не може духовно да се роди. Затоа духовни деца има многу малку. Се раѓаат деца на агарени по тело, не по дух. Штом црквата ги зема работите во своји раце, без Бога, се раѓаат деца агарени.
и се понижува самата себе, како што Сара се понижува самата себе. Секое лесно и брзо решение е јалово, неплодно и донесува големи проблеми. Само Бог може да ни даде духовни деца. Затоа треба да го молиме да делува преку Светиот Дух и да прави чуда меѓу нас. Затоа е потребно трпение и да се подпираме на Бога. А кога ќе се родат такви деца, ќе се радуваме и ќе бидеме благодарни на Бога што ни дал трпение да чекаме. Не сме се брзали. Децата на ветувањето не се наше дело, но дело на Божјата милост, на Божјиот Дух и Божјиот чудо. Затоа Исус вели во Јована 3 глава. Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Или другиот стих кој вели, ако некој не се роди од озгоре, не може да го види Царството Божјо. Значи, без навраѓање, нити може да го видиме, нити да влеземе во Царството Божјо. Тоа е Божјиот дел, не е наш. Оти е напишено, развесели се неплодна, ти што не раѓаш, бидејќи напуштената има многу повеќе деца од онаа која има маж. Која е таа напуштена која има многу повеќе деца? Напуштената е Агар. Авраам не бил нејзин маж. Исмаел бил првото дете на Авраам, но не било законско дете. Не е роден по ветување и не е роден од законската мајка. Исмаел многу брзо се множил и умножил. Бог и него го благословил. Но децата на Агара не се само арапите, туку и сите тие што се потомци на Исаак, а не се обратени. Тие се синови Исаакови по тело, но не и по дух. Агара има многу телесни деца. И израелците што не се обратени се нејзини деца. Во Галатјаните 4:25 вели, Агара ја означува планината Синај во Арабија, а одговара на сегашниот Ерусалим и робува со децата своји. Гората Синај и сегашниот Ерусалим имаат многу деца. И тие деца постојано зборуваат закон, закон, закон. Со тоа самите кажуваат дека не се деца на Сара, деца на милоста, но деца на законот, деца на Синај. Тие може да изгледат многу побожни, но постојано нагласуваат дела, дела, дела. Автоматски покажуваат која им е мајка. За нив Господ Исус е само слуга на Мојсија. За нив Христос и неговото дело не е доволно. Книжниците, фарисеите, садукеите, сите тие биле деца на Агара, на Синај. Не се разликувале само по тоа што различно го тумачеле Мојсеевиот закон. На сите нив Христос и бил непотребен, сувишен. Но сакале да им биде политички водач, зашто размислувале телесно, кога гледале како прави чуда. Оти не е оној јудеец кој е таков по надворешност, вели апостол Павле во Римјаните 2:29, ниту по обрезанието кој е надворешно, врз плотта, туку оној кој е внатрешно таков. И она обрезание што е во срцето, од дух, а не по буква. Не го пофалуваат луѓето, а Бог. Вистинските јудејци, деца Сарини, се оние што се обрезани во срцето, кои се наново родени од Светиот Дух. Тоа не е човечко дело. Не е тоа дело на закон, но дело на милост. Сите евреи што не веруваат во Христа се деца Агарени. Во светот има многу луѓе кои се нарекуваат христијани. Тие мислат дека се христијани само затоа што се така декларират како христијани.
За нив апостол Павле би го кажал ова. Зашто не е оној христијани кој е таков по надворешност, туку оној кој е внатрешно таков, во срцето, кој што е наново роден. Денеска во црквата има многу агарни деца. Деца на законот, а не деца на милост. Тие мислат дека нивните церемонии, обреди, дела ќе ги спасат. Тоа не е вистина. Секој што е роден во христијанско семејство не значи дека е вистински христијани. Правите христијани се деца на Исаака, деца на ветувањето. Тие се солта на земјата. Тие се во светот, но не се од светот. И не се прилагодуваат према светот. Агарините деца се прилагодуваат према светот. Многу цркви се прилагодуваат према светот. Со изговор да го придобијат светот, но без Евангелијето. А тоа е невозможно. Така се раѓаат исмаилци во црквата и настануваат неволни и проблеми. Што правеле евреите со своите пророци? Еве Исус што вели. Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш пратените при тебе. Лука 13:34. Тоа го правеле евреите, затоа што се држале за агара, за законот, за самоправедноста, а сите што се држале за Сара, за милоста, за Христос, ги прогонувале, ги каменувале, ги убивале. Дури ја користели и државната власт за да им помогне да ги убиваат таквите. Од каде се појавила инквизицијата? Од црквата, не од светот. Тоа биле така наречени христијани, агарини деца, кои ги прогонувале правите христијани. Апостол Павле пишува, но како тогаш оној што се роди по плод го гонеше родениот по дух, така и сега. Така било порано, така е и сега. Штом дошле јудејците во црквата во Галатија, донесле ерес. Верните почнале да се карат меѓу себе. Пишува во Галатјаните 5:15. Агарините деца почнале да ги прогонуваат вистинските деца Божи. Штом почнат да се мешат Исмаило и Исак, односно законот и милоста, настанува проблеми. Законот не може да ги натера луѓето да се сакат. Само Светиот Дух преку Евангелието може да го исполни секое срце со Божјата љубов. Законот и делата одат заедно, а верата и благодатта и Духот одат заедно. Никаков закон не може да го скроти Исмаил. Бог предскажал за него дека ќе биде голем убиец. Во 1 Мојсеева 16:12 читаме: раката негова ќе се крева против секого и сечија рака ќе се крева против него. Видовме која е неродилката и која е напуштената. Што вели понатаму Словото? Што вели Бог? Развесели се неплодна, ти што не раѓаш, воскрикни и извикај ти што не си искусила породилни маги. Како може да се радува Сара, која е неродилка, а уште и во голема старост? Може да се радува, затоа што Бог и дал ветување. Она била одредена да чека и да верува. Сара била стара и не можела да раѓа деца. А Агара била млада и можела да раѓа деца. И затоа ја презрела својата господарка. Оние кои се надеваат на законот, ги презират оние што се надеваат само на Евангелието. Исаја вели: расшири го местото на шаторот свој, покривите твои, на живеалиштето твое, прошири ги, продолжи ги јажињата свој, зацврсти ги колците своји,
зашто ти ќе се расшириш десно и лево, и потомството твое ќе завладее народи и ќе ги насели опустошените градови. Не плаши се, зашто нема да бидеш посрамен. Не возбудувај се, зашто нема да бидеш исмеан. Ќе го заборавиш посрамувањето на младоста своја и нема повеќе да си спомниш за срамот на вдовството твое. Исаја 54, 2-4. Ова ветување буквално ќе се исполни за Израелот, кога Христос ќе се врати повторно и тие ќе бидат обратени. Тогаш Израел ќе се размножи многу, Сара ќе има многу деца, како што и ветил Господ. Но тоа важи за сите вистински христијани, зашто и они се царини деца, ако веруваат во Господ Исус Христос. И за верните важи тоа, развесели се и неплодна. Верните не можат да родат духовни деца со своја сила. Ако бидеме стрпливи, чекаме, Бог ќе го исполни своето ветување. Сара ќе се развесели со своите деца. Тоа ќе биде за слава на Бога, за радост наша и за посрамување на нашите непријатели. Ако чекаме и се молим, ќе видиме нешто што само Бог може да го направи. Ќе видиме како Бог ќе интервенира од небото и преку Светиот Дух ќе наполни црквата. Ние треба да чекаме со вера на исполнување на Божјето ветување. Расшири го местото на шаторот свој, вели Господ. Ќе се расшириш на десно и на лево. Што значи тоа? Тоа значи дека ние треба да го шириме Евангелието. Тоа е нашата должност. Ние ќе можеме да раѓаме духовни деца. Тоа може само, не можеме ние да раѓаме духовни деца, но тоа може да го прави Бог. Но ние треба да го проповедаме Евангелието. Евангелието е сила Божја за спасение на секој кој верува. Евангелието може да роди духовни деца, царини. Апостол Павле не бил спасен преку законот, туку преку Евангелието, преку верата во Христа. И потоа патувал каде што можел и го ширил Евангелието. И тоа родило многу плод. На сите страни се ширила радосната вест и се раѓале духовни деца. Тоа се случило кога Павле сватил која му е духовната мајка. Развесели се неплодно. Зошто да се развесели? Прво, затоа што сама не може да роди. Второ, тоа Бог ќе го направи. И трето, она има свој маж. Кој е незиниот маж? Пророк Исаја продолжува во 54 глава, во 5 стих. Зашто твојот Творец е твојот сопруг. Јахве, Саваот е името Него. Твој искупител е светецот Израилев. Тој ќе се нарече Бог на целата земја. Сара има свој законит маж. Израел има свој законит маж. Тоа е Творецот на небото и земјата. Саваот, Господ над војските. Тој е нивен искупител. Без Него не можат ништо да направат. Господ Исус Христос е наш искупител и спасител. Он ја изградува својата црква. Затоа вели во Матеј 16:18. Вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Понатаму Господ вели за Израел. Планини ќе се поместат и ридови ќе се разнишат, но мојата милост нема да отстапи од тебе и заветот на мојот мир нема да се разниша, вели Господ кој те милува. Исаја 54:10. Тука Бог укажува на заветот на милост, што го склучил со Авраам.
а не на законот. Мојата милост нема да отстапи од тебе, вели Господ. Колку убаво ветување му дава Господ на Израел, на децата царени. И сите твои синови ќе бидат научени, продолжува пророк Исаја, од Господ. И голема свеќа ќе има меѓу синовите твои. Ти ќе се утврдиш со правда, ќе бидеш далеко од насилствата, бидејќи ќе нема од што да се плаши. Кој и да се вооружи против тебе, ќе падне. Ниедно оружје направено против тебе нема да има успех. Тоа е наследство на слугите Господови. Нивна победа од мене, вели Господ, во книгата на пророк Исаја. Слугите Господови ги чува по милост, Господ ги чува по милост, по благодат. А новозаветните верници, како се спаси? Исто така по милост. По благодат сте спасени. Преку верата. И тоа не е од вас. Божи дар. Ефесијаните 2:8. Господ Исус Христос е нашиот Спасител. Он не засака и себе си се предаде за нас. Вели Павле од Галатјаните 2:20. Он е нашиот младоженец, а ние сме неговата духовна невеста. Тој живее во нас преку Светиот Дух и нашиот духовен плод, нашите духовни деца, не се од нас, но од Него. Па така и вие, браќа мои, за законот преку телото на Исуса Христа умрвте, за да му припаднете на друг, кој воскресна од мртвите, та да му принесете плод на Бога. Римјаните 7:4. Тие што сакаат да му припаѓат на Христа, ќе мора да се развенчат од законот, од Агара, и да се венчат за Христа, за да принесат плод. Без Христос нема плод. Плодот на законот е робство. А ако сме сврзани со Христос, ќе бидеме слободни и ќе пренесуваме плодови. Зато Исус рече во Јована 15 глава 4 и 5 стих. Бидете во мене, и јас ќе бидам во вас. Како што прачката не може да роди плод само од себе, ако не е на лозата, така и вие, ако не бидете во мене. Јас сум лозата, а вие прачките. И кој што е во мене, и јас во него, тој ќе даде многу плод, оти без мене не можете да направите ништо. Без Христос не можеме да направиме ништо. Ова треба да ни биде кристално јасно. Затоа треба да го бараме Божито воство. Секој ден зависни сме од Него. Секоја слава му припаѓа на Господ. Ние не можеме да се пофалиме со ништо. Сара не може да се пофали за раѓањето на Исака. Тоа не било нејзино дело. Тоа било Божјо дело, Божји дар. Секоја слава му припаѓа на Бога, а не на Авраама и Сара. На тоа сме повикани и ние. Да чекаме, да се молиме, Бог да делува, да се раѓа духовни деца, а ние да го шириме Евангелието. Вистинскиот слуга Божи ја бара Божјата слава, а јудејците, фарисеите ја барале својата слава, човечка слава, а не Божја. За јудејците што дошли во црквата во Галатија, апостол Павле вели: оние што сакаат да се фалат по тело, тие ве принудуваат да се обрезувате, само за да не бидат гонети поради крстот Христов. Оти и оние што се обрезуваат, сами не пазат на закон, а сакат вие да се обрезувате, за да се пофалат со вашето тело. Галатјаните 6:12-13. Така прават легалистите. Ништо не прават за слава на Бога, туку за своја собствена слава. Исто така тие не се прогонети заради Христа, затоа што не го проповедаат крстот Христов. Тие го проповедаат законот,
а не чистото Евангелие. Тие го проповедат Мојсеевиот закон, незаконски. Исмаил го прогонува Исака, телесниот го прогонува духовниот. Затоа апостол Павле на крајот на ова послание вели во Галатјаните 6:17: и така, никој да не ми досадува веќе, зашто јас ги носам на своето тело раните на Господ Исус. Павле бил каменуван за Христос, прогонуван за Христос, во затвор, тепан со стапови за Христос. Сето тоа поради тоа што проповедал спасение само преку вера во Христос и неговото дело на крстот. Павле бил од Бога роден и затоа имал многу духовни деца. Духовните деца се раѓаат преку Сара, а не преку Агар. Преку Голгота, а не преку Сина и Гора. Не преку телесно раѓање, туку преку духовно раѓање. Преку благодатта на Господ Исус Христос, а не преку законот Мојсеев. Евангелието е сила Божја, не е човечка и телесна. На ново раѓањето е Божје дело, не е човечко. Тоа не е религија, но вистинска вера дадена од Бога. Огромна е разликата меѓу агарините и сарините деца. Првите се раѓаат по тело, вторите по дух. Првите немаат мир, вторите имаат мир. Првите немаат наследство, вторите имаат наследство. А горниот Јерусалим е слободен. Тој е мајка на сите нас. Галатјаните 4:26. Тоа е новиот завет. Тоа е Евангелието. Тоа е Сара. Тоа е нашиот закон. Во Исуса Христа ниту обрезанието има некаква сила, ниту необрезанието, туку новата твар. На оние што постапуваат по тоа правило, нека биде мир и милост. Вели апостол Павле, Галатјаните 6:15-16. Од каде доаѓа нашиот мир? Од Господа, од Голгота. Така вели и песната број 33 од духовните песнарка, што ќе ја пееме, вели мир, радост и простување, то во светот бараме, изобилно извираат од Господа Христа. Побарај ти и вкуси ги радоста и тој мир од Господа. А радоста, мирот и милоста доаѓаат од Господа. Развесели се неплодно. Господ Исус Христос е нашиот Спасител. Слава на Бога за таа радост, за тоа Евангелие. Амин. Ке стане да му благодараме на Бога. Господи, Татко наш небес, радосни сме, Господи. Се радуваме, Господи. Ти така ни порачуваш. Да се радуваме, да се развеселиме, бидејќи секој успех, секој благослов, секој мир, секој ветување добро е упатено кон нас, кои веруваме. Кои веруваме на Твоите ветувања, а Твоите ветувања се да и амин. Фала Ти, Господи, што може да се наречеме деца Твои. По милост, по благодат. Фала Ти, Господи, за таа привилегија што си ни ја дал, да се наречеме деца Твои. Помогни ни, Господи, да го ценеме тоа. Фала Ти за овој прекрасен опис, сликовит опис, со кој апостол Павле си го надахнал, да може да ни ги објасне овие вистини духовни. И тоа преку Стариот Завет. Фала Ти, Господи, за Словото Твое. Навистина е длабоко, многу утешно и многу ухрабрително за нас. Господи, уште многу вистини имаш Ти во Словото Твое. И ако сме трпели, ќе ни ги откриеш. И ако се молиме, Господи, Ти и успех ќе ни дадеш. И духовни деца ќе се раѓаат преку нас. За слава на Тебе и за наша радост. Така нека биде, Господи. Твоите име нека се прослави. Сега и во сите векови. Амин.
Како што најавив, последната песна ќе биде песната број 333. Мир, радост и простување. То светот бараме, изобилно извираат од Господа Христа. Радост и мир божествен, за мене се дар небесен. Побарај ги и вкуси ги радоста и тој мир од Господа. Радост и простување, што светот бараме, изобилно извира од Господа Христа. Сега, децата ќе ни кажат стихче. Благодариме на децата за стихчето. Распоредот за наредната богослужба е во недела во 10 часот повторно. Господ нека ве благослови сите вас. Службата е завршена.